вечер и добре дојдовте. Во најновото издание на подкастот Делчево 365, наш вечерашен гостин е Александар Димитровски Саша од Солза и смеа, кои за неколку минути треба да имаат свој настап на сцената во спомендом Асно. Добро вечер и добре ми дојдовте. Добро вечер и фала ви на убавиот дочек и на поканата во вашиот подкаст. Дали прв пат сте во Делчево и што очекувате вечер од представата? Па јас кажав дека се пред да се дека јас кога студирав Благоевград, скоро секој месец врвев низ Делчево, значи да помини за да одиш спрема лични опремени. И не знаев дека натаму како е, значи прв пат идам како гостин и како нече имам врвено над 50, 100 пати низ Делчево. Сум го врвел патот од Битола, тргнуваше автобусот за Софија, од 8 часот вечерта стигнувавме негде и секогаш поминавме многу во Савелешните, само негде ке 2-3 сатот са бајле после полноќ, а кога се враќавме од студиото, од Благоевград за Битола, прво не беше Делчево. И секогаш врвевме некако, секогаш тука сум врвел, никогаш не сум се губите. Имавте ли можност сега малку да разгледате како ви се? Па сега пред малку стигнат, малку со колата поминавме, после представа ќе имаме можност негде да се подружиме, а иначе првиот впечаток вака како што минавме супер. Кога би можеле да се опишете со 3 збора, смешни збора, кои би биле тие 3 збора? Во смисол како актер. Духовит, брзо размислувачки, значи тоа е многу битно за глумата. Значи како да го кажам, немаме кај брзо размислување и издржлив. Кој од екипата Солза и смеа најмногу ве засмејува вас? Сега порано бевме многу голема екипа, сега сме помала екипа. Па немам јас посебен фаворит, јас сите ми се како мои пријатели. Станавме, се разделивме со некои луѓе што мислеа дека можат да направат нешто. И сега сме останати неколку актери во Солза и смеа кои што функционираме и сите по еднаков начин се засмеаваме. Еве можам да кажам Валето како Стојче. Тоа многу ми значи, ќе имаме можност пак да дојдеме, тоа ние го викаме тоа себе нап комеди. А вечера ќе настапиме со театарска представа која се вика баш битолски наслов, Леле што ќе ти направи на комедија за едни луѓе во средновечна доба. Дали ви се случило да се смеете на сопствените шеги повеќе од публиката? Да, и секој сме добивале аплауз на тоа. Затоа што некогаш се импровизира и на самата сцена. И некогаш кога затоа кажам, колегата ако нешто во секундата тоа е комедијата, така жанр тоа е, значи не е комедијата да траскаш глупост, така се каже, туку ситуацијата кога ќе играш се додава нешто што е надвор од текстот и станува смешно и јас сум еден од тие што се смеат. Како настана Солза и смеа? Па сега да ви кажам многу важна работа, мислам не знам. Значи ние во февруари, 7 февруари, веќе со ова представа прославивме 30 години од создавањето на Солза и смеа. 30 години, значи тоа е еден датум, мислам, години за почит, 30 години да обстоиш. Започна како драмска аматерска група, за натаму да се претвори како полупрофесионален театар. И сега сме веќе театар кој што функционира со турнеи. А настана во далечната 96-та година. Сега се тие многу познати луѓе кои го основавме заедно Солза и смеа, драмската аматерска група тогаш на Солза и смеа. Познатиот режисер Дејан Порековски, Пеце Ристевски кој што е директор во Штипскиот театар, наш битолченец кој што е директор во Штип. И тука бевме сите една генерација кои што заедно започнавме да работиме нешто кој што се инфициравме и ден го работиме тоа професионално. Првата представа е long play од Горан Стефановски во режија на Дејан Порековски. Така започна Солза и смеа, за потом да се развива како полупрофесионален театар со детски представи и некаде се ориентиравме кон комедијата како жанр. Така се студиравме сами. Како ги создавате вашите представи, скечеви, настапи, импровизација или строго по сценарио? Не сме ние, значи види,
кога работиме еден текст театарски, тоа е сценариум, например, се работи текстот Волва во Џорџ Федој, таму има толку ликови, толку тоа е текстот, тие се ликовите, иначе работиме ние на импровизација најпоќе, на пишување на наши текстови од секојдневието и се знае пред се што се зборува. Значи овде е сега театарски, ова вечерава што ќе настапиме пред Делчевчани ќе биде представа која што е правена според сценариот со текстот и сите работи, а тоа што е едно како stand-up комедија, тие се ликови кои што глумат дека играат stand-up комедија, играат некои ликови како Джевдет Ибраимовски, мене не познава Стојче, и тие се точно направени текстови пишани како за излегли кај се кажа својата мака и својата позиција, кај живее, кој живее, што живее. Како воено или критикува. Значи стендапот е многу тежок жанр кој што ние не можеме да се наречем стендап комичар, ние зато stand-up комедија правиме. И тоа е например една многу интересна работа што има импровизација на самата представа, ма точно се знае што вечерава ќе се, што материјал ќе се каже. А иначе ако во моментот имам инспирација, да. Дали би се случило шегата да не помине кај публиката и што добаш? Да, тоа е најтешко, мислам. Нема тука. Треба да се учи човек на грешките. Јас сникам да со Солза и Смеја сме биле, значи долж преку прв пат Еди Медалчево, тоа е. Уште во неколку градови не сме биле, ама сме биле во Европа, во Германија и Швајцарија, сме биле 3 пати во Австралија, 2 пати во Америка и Канада. И секаде поминувавме затоа што ни го знаат и да луѓе што ни го знаат хуморот и врвиме кој што треба. Ми се случи сега пред 6-7 месеци, таму есента, да сум работел на Битолскиот театар професионално. Со една представа гостувавме во еден град, не сакам да кажем, и публиката не ја окопча представата и ни беше многу како Не убаво чувство. Многу е лошо. А дали постои некоја представа или некој настап кој што сакате да го заборавите? Вие ли сте задоволен? Се одиграни над, не знам, 2000 представи. Не можете да определите. Па мислам. А дали публиката во сите градови според вас се иста или секој град си има последна прилика? Сега си има свој сензибилитет публика. Значи, јас играм скоро секоја вечер во Битола представа, секоја вечер. Значи, синоќа играм Галепот. Чеков утре вечер играм Галепот, Чеков сабота играме Макбет од Шекспир, значи играм застапен со Битолскиот театар. Играме на представа која 11 години ја играме во Битолскиот театар, сакам да кажам, да се надоврзам. Таа се вика Кокошка. 10 години играме. Имавме една пауза за короната и една колешка остана трудна, па сега би обновивме пред една година и веќе одиме на 95-та представа, ќе имаме 100-та јубилејна. Таму одма знаеме, значи таму сон да не стане ќе играме таа представа, 5 колеги сме. И на пример пред последната представа публиката не реагираше за ништо. Ладна. За другата вечер да имаме аплаузи, да и тој игравме за 8 март. За Денот на жената, па на крајот му поделивме на публиката цвеќња. Значи, зависи, се тоа зависи. Не знаеме сега вечера прв пат идеме, ние сега прв пат идеме, но и не знаеме ние како ќе не прифатиме. Затоа секојаш има прв пат, па ако биде кој што треба, ќе си направиме соработка со многу љубезни домакини. Знам дека ќе биде многу љубезни малци, јас гледав од долг патот, имав до 3 проба и феноменално е. Имаше голем интерес. И ме бендисува многу салата, нова сала. Има, не знам. Кога станува збор за Солза и Смеја, дали имате некој внатрешен хумор меѓу вас кој само вие си го разбирате? Да. Порано кога бевме многу повеќе членови, сите беа порелативно помлади од мене. Инака патувавме и тогаш из Македонија и имавме чуден хумор кој што некој остана да слушаш. Некако што го се низ представите, туку наш интернет хумор и можам да кажем малку и црн, али за вас. Ама за нас, не. Јас пазев колку да се пази, да не се навреди, да не се. Од сега дојдесме многу тешко време, треба да се пази што се зборува. И
Оти со некој можеби со едно, например, не знам, со еден збор, со една, како да речем, реченица ти да навредиш цела една, значи направи, цела една, речи го религија или не знам како. Дали во групата има некој кој што постојано или редовно доцни на проби? Па, има, да. Секој си е со манети. И колку да сакаш некој да го... Тоа му е дојдено како... Мора да закасне, тоа мислам. Години имало такви различни. Па некој имаше пред време, па имаше кавги, зашто јас да те чекам тебе, да. Јас мислам дека... Што е нормално? Мислам дека ние работата што работиме и општо за секој што е колектив, оти се чека еден, а сите 20 души да се дојдат, треба да чекам, мислам, малце, треба да го... Ако ти не го цениш своето време, треба да го цениш времето на другите, што значи... И јас сум се лутал многу за тоа. Ама сега сме, пак, ви кажам, помала екипа и... Има ли некоја И сега не реална... работиме многу често, мислам, ние да седиме сега да работиме представи. Значи, ние поќе работиме, ако верувате дека многу повеќе сме низ Македонија, низ градовите, отколку во Битола. Пред во Битола немавме играно представа 3-4 години. Значи, малце сме позаситени, ама во места кај што не сме били одамна, а можеби негде, ете, како за тука прв пат идеме и со голема радост идеме и ние кеф да си отвораме нови места и да ја посетиме публиката кај што сме имале поддршка, а не сме нашле време за да дојдеме. И ете, со благодарение со работката со нашиот Гоце Баладо, Прилеп, голема поддршка, веќе сме едно семејство. Со Гоце веќе тој ни организира сите турнеи низ Македонија. Ето и тој е тука виновен за што вечерва сме во Делчево, затоа што јас сум со професионалниот ангажман во театарот и немам толку време за да организираш една представа, треба да имаш повеќе слободно време за да... А тој не е човекот кој што соработува со нас и работиме веќе неколку години успешно и сме како една фамилија. Постои ли некоја реална ситуација која сте ја преточиле во скеч? Да, много. Значи имаме снимано јас како над 700 скечеви, 2-3 филмови. Значи многу, да. Мислам, не можам да се сетам сега точно, али можам да се сетам, например, нешто, пример, нокиките техники го напишеш како или да го прочиташ еден наслов некаде на овие мреживе, на Facebook, на Instagram, ти одма ти иди за идеја за... Значи, нашата работа е будно. Професорот ме викаше, треба да бидеш буден, да гледаш. Некогаш изгледа може така, лаерски од една страна да гледаш, но јас можам, ми се случува мене со сатите, да се загледам во некои луѓе и тука излегнат карактери. Инспирацијата. Карактери, значи, секој човек си е свој карактер. Професорот тој не викаше треба да гледат. Нима натерано да од кај што живеевме до факултет да изброите колку згради има. Значи за да си буден, мозокот да ти поготово за комедијата. Многу малку е застапен. Ја имаме сега, излегува многу млади, нови, јас немам ништо. Онама некако ми се инстант. Ние со Солзи Смејавиќе со скечеви почнавме од 2009-та. И затоа претходно кажав, сега дојде најсо, тогаш беше многу потешка, тие бета камери, па не почнавме да снимаме, знаете, тие ми големи бета камери, па да ја префрлиш од лентата, да ја... Значи страшна работа. Со Тера телевизија во Битол и така започнавме, па после да дојдеме до... Значи, трпиме од секојдневието, од обичниот човек. Никогаш не сме мешале политика, значи доставаме на луѓето од политика. И многу ме, кој ќе речат со овој театар за политичарите за таму, ми ја враќате професијата, ние го работиме тоа за плата и за од срце го правиме тие. Значи, сакам да кажам дека мешаме некои многу работи што театарот е многу тешка и адреналинско бомбиште кој што секоја вечер ние го доживуваме на сцената. Сега ќе ви поставам на кратки блиц прашања, кафе или чај? Не. За ова само да кратко ќе одговорам, затоа што кафе многу сакам, ама многу ми штети. Ми прави... Не знам дали ми го крива притисокот или... Од дете, не можам кафе, а го обожавам мирисот на кафе и знај кога ќе се поднапивам заради мирисот кафе. Настап во живо или снимање?
помоши. Кој најмногу греши на сцена од вас во екипата? Сега моментално никој. Што за вас значи смеењето? Прочистување, продолжување на живот. За крај, каква порака би им упатили на сите млади кои што сакаат да се занимаваат со комедија? Не само со комедија, со театар и со... Па, нема што да кажам, тоа... Мене никој не ми кажа, тоа јас... Таа една професијата моја, нашата професија е толку една заразна болест, кој што се инфицираш и нема нова, рече го, вакцина што ќе ти излечи. Ако го сакаш нештото, ако вистински го сакаш, и се разбира. Треба многу работа. 20% е само талент, другото е само работа. Да се тоа што сакат, дали за која било професија, треба многу сериозно да се пристапи кон тоа. Ако го сакаш нештото, и со работа, и со труд, и со верба во нештото, ќе успееш, јас тоа сакам да го кажам. Тој што си сака за се, буквално за секоја професија. А театарот е работа која што се гледа. Сега ќе видите ви како. Ако публиката не му се представат, така да кажам, битолски, значи тука негде имаме проблем. Или ако ние не играме кој што треба, или ако не се слуша. Значи се треба да се фати, онака како од корен што се вика. Ви благодарам многу, многу ми е мило што е пред самиот почеток на представата одвоивте време да го направиме овој наш разговор. Јас знам дека ќе биде полно и знам дека ќе биде убаво, ви посакувам многу успех, уште многу представи и се надевам дека повторно ќе се дружиме во Делчево. Фала ви многу за прекрасниот пречек, подкастот и се гледаме. Вие ќе не гледате сега од публика. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието, имајте убава вечер.